80-годишната Митра Арсова од штипската населба Железничка денеска го оствари своето право на глас во домашни услови. Гласаше за председателските и парламентарни избори. Вели дека незината состојба налага таа да гласа на домашна адреса, но децидна дека и предходно постојано го остварувала своето демократско право на глас. Да излезат и да гласаат треба и младите, вели Арсова. Искористуваме го, да, зашто не? Би требало. Сите треба да се излева на гласање, знае се гласање, треба да се излезе. Во домашни услови гласаше и 76-годишната Слободанка. Во населбата Железничка на домашна адреса го оствари своето демократско право на глас. Согласна дека сите треба да излезат и да гласаат. Гласала. Секогаш. Дека ќе има здравје, среќа, убавина и ќе победи подобривот. Во населба Железничка денеска гласаат 3 болни изнемоштени лица во домашни услови. За утре има пријавено 731 гласач за председателските и 733 избирачи за парламентарните избори. Се очекува мирен изборен ден. По избирачки список имаме тројца болни изнемоштени лица и веќе за голем дел од нив е извршено гласањето. На избирачко место 2282 по избирачки список за председателски избори се запишани 731 гласач, а за парламентарни избори 733 гласачи. Тоа е затоа што, како што добив известување од Општинска изборна комисија, во периодот меѓу двете гласања, претпоставка е дека млади лица стекнале право од 18 години за да гласаат на парламентарните избори. Секогаш гласањето на ово избирачко место се одвило во најдобар ред и без никакви проблеми. Граѓаните утре имаат право да гласаат на втор круг председателски избори, како и на парламентарни.